Најдобар доказ е затемнување на месечина. Колку год да прават теории, равноземјашите никако не може да објаснат моментот кога вие со своите очи може да видите тоа. Зошто луѓе веруваат дека е земја? Затоа што ни дојде тоа со социјални мрежи и со тоа што секој може да даде свое мислење без да за тоа има некоја научна основа за тоа или пак знаење. Ама ако тоа го каже некој што е славен и кој за жал има некој си, да кажеме тоа, влијание кај луѓето, тоа станува некој си како вистина. И денеска не мора вие да завршите факултет и да бидете научник од не знам каква класа, кога едни обични учебнички работи што се учат во основна и во средна школа стануваат предмети на дебата. Јас очекувам да за некоја година Кардашијан или било која друга славна особа каже па 2 и 2 може да биде и 15, ако се договориме. Така да тоа едноставно не функционира. Најдобар доказ е затемнување на месечина. У септември можевме да го видиме, со своите очи се гледа сенката од топката, значи од нашата земја како што топка на површина месечина паѓа како лак и ја покрива, нели. Тоа никако не може да се објасни поинаку, значи пробајте тоа со ако имате било каква топка, како год да ја вртите, вие ќе имате круг, нели, како сенка. Земјата дека е топка знаеме уште пред 2000 кусур години. Така да луѓето измериле дури колкава е топка. Научниците со промислување и со експериментирање и мерење има докажано уште пред 2200 години дека земјата е топка. И од тогаш е факт. Артемис 2 направи нешто ново, пробуди една нова надеж кај луѓето, барем кај луѓето што се стварно занимаваат со наука и кои знаат зашто се работи. Ние за жал пред 50 и повеќе години слетавме луѓе на месечина, меѓутоа цела таа една генерација па и повеќе се изгуби, затоа што тоа сме го направиле од погрешни причини, од погрешно време. Ама мисијата беше вистинска и требаше само да се продолжи. Меѓутоа со тоа што не се продолжи слетувањето на месечина и правење на бази на месечина, па луѓето да живеат на месечина, едноставно цела една генерација на инженери и научници повеќе тоа знаење заедно отиде со нив. Тамо 60 и 70 години беа планирани 20 мисии на Аполо. Се прекина на 17-та, беше последна. Веќе готови беа направени Сатурн ракети, капсули, се комплетно и посади беа подготвени за 18, Аполо 18, Аполо 19 и Аполо 20. Меѓутоа Конгрес едноставно реши да тоа го укине затоа што кошташе многу пари. Можда не требаше да се направи некој компромис, да на секој неколку години одат, да таму почнат да се прават мисии, да луѓето почнат да престојуваат на месечина. До сега ќе бевме до сега ќе бевме сигурни на Марс. А ние сега мораме сето тоа да го правиме поново и поново. Тоа се стварно на вистина скапи мисии. Проблемот е што ние знаеме за да една планета има живот треба да се задоволат многу услови. А најголем проблем е тоа што ние знаеме за еден живот. Значи ние не познаваме друг живот. Единствен живот што ние го познаваме е базиран на вода. И не постои суштество на планета Земја кој на еден или друг начин не зависи од вода. И нашата планета е богата со тој ресурс на вода и најверојатно и нашиот живот е настанат внатре во вода, па тек после сме испливале на копно. По сегашните мерења се шири тоа се зашто е пред од 30 на година откритие. Ние знаевме дека се шири пред тоа, но големо изненадување беше што сме откриле дека се шири забрзано. Што значи тоа? Ние претпоставувавме пред 30 години, примери нешто слично како ќе фрлите камен во воздух и нели тоа ќе достигне некоја максимална точка и онда се враќа нели кај вас во рака. Тоа беше некоја аналогија на ширење, значи ние тогаш се претпоставуваше дека Вселена се шири, ќе дојде до некоја максимална точка, онда ќе почне да се собира, но денеска знаеме најнови откритија ни кажуваат дека Вселена се шири
и забрзано. Тоа значи нешто слично ако фрлите камен, тоа не само што нема да се врати, него почнува забрзано за уште побрзо да се движи нагоре. Не. Ние може да веруваме во било што, и статистички е гледано неверојатно да сме сами. И да постои некоја цивилизација исто како нас, да речеме, да е од нас оддалечена, не мора да збориме во илјадици години, во десетици години светлосни од нас. Значи, на некоја планета која е само 10 години светлосни години од нас и треба 10 години со нешто најбрзо што знаеме. Само информација да примиме од таму. Значи, вие сега да пратиме сигнала, да кажеме таму ќе стигне за 10 години, ќе кажеме здраво, ние сме од Земја. И onda oni će primjer za 10 godina i će kažat, ok, će mi kaže zdravo, nije sme od planetata X. I nije trebalo 10 godina da čekаме тој одговор. Значи, самата таа најбрза комуникација е 20 години. А замислите сега да пратите, како се вика, човечка посада или ракета, некоја си брза, па да чекате стотици или илјадици години само да стигне таму, па onda тоа да се врати. И тој огромен простор е проблем. Има уште нешто многу важно што стално го заборават луѓето, а тоа е времето. Што ако ние постоиме сега и нашата цивилизација трае уште 5 или 10.000 години? Што е 10.000 години во нашата цивилизација?